доаѓаме во ситуација во која што 75 дена од 9 февруари не носи негде во 9 август. Сега зашто е толку битно, кога имаме директно спот ETF за одреден коин, тоа значи дека институциите ќе може во него директно да учествуваат и купуваат преку одреден фонд. Во оваа ситуација тоа е Grayscale, кој што има аплицирано за Cardano спот ETF и нормално кога ќе поминат овие 75 дена, автоматски дури и да се потсетиме, СЕК да не донесе одлука, значи дури и да нема никаква одлука од страна на СЕК, која што може да дојде и порано, ако СЕК не одлучи, тоа значи дека во 9 август 2026 година ефективно Cardano ќе го добие својот спот ETF поради отсуството на одлука на СЕК. Ова веќе се случи, ако се сеќавате, со Solana, очекуваме дека потенцијално ќе се случи не само со Cardano, туку и со многу други коини. Тоа значи дека ефективно ќе добиеме, значи неофицијално се уште Cardano спот ETF најкасно на 9 август.